И сме назад, драги гледачи, со нашите гости. Продолжуваме веднаш, најпрво со прашањата кои што за оваа емисија Александра ни ги подготви, оние интересни прашања. Како беше летен предизвик, па есенски стана, зимски, сега пролетен. Здраво Македонија предизвик, така и нека остане. Може така, па потоа ќе одиме со фотографиите. Докторе, може да се извлечете едно прашање од тука, па потоа да подадете на Елена и на Воислав. Сега која ќе ви се падне ваша среќа? Не си ги прочитавме пред. Не изненадите се. Докторе, што прашање имаме за вас? Дали повеќе сакале да бидете убави или интелигентни? Интересно прашање, мора да признаете. Како жабата, го знаете вицот? Што е по? Сега да се растргнем ли? И меѓу убави, меѓу паметни се сметала. Знаете вицот? Да. Ајде да се поделат сите животни во шумата, едните убавите вика на едната страна, паметните на другата страна. И Па се сигурно делат. во второто. Така да. Жабата на Сигурно крај. во второто. Второто? Да, интелигентни. Интелигентни. Значи, вие одбирате интелигенција сепак. Јас како Добро. жабата. Или не знам дали се по памет. На 70 години На 70 години тоа ви го одбрале. Добро. лепота не ми значи. Така е, па добро да. Елена, вас што? Моето прашање е како може во Мислам дека знам кој е. Не, ова е намерно нешто, никако. Дали повеќе би сакале да се заглавите во лифт со бившиот или со родителите на партнерот? Ако мора да се одбере, Па не, исто вие знам дека не би сакала ни тоа, ама и ако мора. Не, апсолутно не. Некако сум спремна на секакви изненадувања и позитивни и негативни во животот. И некако, како да кажам, пре би рекла со непријател да бидеш заглавен во лифт е малку непријатно, дали ќе се заколеме, задавиме, дали ќе си кажеме се што не треба или можеби ќе си гледам во една точка и ќе игнорирам, не знам. Или ќе како пријатели. Или можеби не, можеби игнорантно скроз, не знам, ама па од друга страна бившиот, да кажам, за оние кои не знаат, разведена сум, па најнормален развод имавме, буквално се се разделивме пријателски, апсолутно немав ни на суд непријатна ситуација, ни мислам буквално немав проблем. А од друга страна родителите на партнерот, сега не се мисли на бившиот, него се мисли општо. На сегашен, да. Па нели кога прифаќаш, па не, кога како да кажам, кога го прифаќаш партнерот, прифаќаш се она што е дел од него, дали е тоа нели родителите, дали има не знам некој дете од претходен брак или слично. Значи ако не ги прифатиш родителите и нели се она што го сочинува да се самиот прифати тој, тогаш не го прифаќаш ни него, значи него сакаш вистински, така што јас сум таква, барем никогаш сум немала проблем. Значи со свекрвата подобро да се заглавиш. Да бидам искрена, никогаш не сум имала проблем со родителите на партнерите, така што сум имала проблем со бившите партнери. Со родителите напротив сум била, да кажам, парем јас така мислам, сум била посакувана затоа што сум се трудела 100% да бидам како да кажам, па да бидам и многу да ги испочитувам пред родителите. Мислам зошто да не, нели цивилизирани сме, нормално е да се почитуваме. Кој не сака да биде со Елена Ристевска во релација? Сега да бидеме искрени. Па сега не знам. Така да значи второто би било, ако мора да се одбере, така? Па секако дека да, нормално, затоа што се што е во сегашноста е многу поприфатено. Минатото го ставаме за во минатото. Да биде минато. Така си. Воислав? И јас сум со жабата. Дали повеќе би сакале да бидете секогаш жешки или секогаш ладни? Добро прашање за ветеринар. Во многу сфери може во многу различни длабочини да идува прашање. Јазик и нашиот ум е двосмислено, да. Во секој случај има ситуации кога навистина треба да дадеш повеќе на топлина, на жештина и така натаму, но повеќе сум познат, да речеме, во мојата средина во начинот на функционирање, дека размислам повеќе со ладна глава, знам доста посмирено да ги решавам конфликтите. Така што мислам дека повеќе сум во ладниот спектар, не во однос на чувства, туку во однос на реакција. Добро. Да. Политички коректно, Воислав. Дека политички коректно. Многу убав одговор, политички точно, но во однос на работата, вчера ја оставивме на страна за... Така. Пред да одиме со фотографиите, сакам само уште едно прашање на доктора да му поставам во однос на годините на пациентите. Дали се намалува границата, дали се помлади доаѓаат кај вас? Или за разлика од пред 5-10 години, да речеме, дали треба малку да се исплашиме? И
често додиме на преглед? Во принцип сега, доека кардиоваскуларните заболувања порано беа кај старата популација над 60 години. Добро. Денеска во ова време имам доста млади со кардиоваскуларни заболувања. Така да има, ако трнеме од хипертензија, веќе кај млади и под 20 години се јавува хипертензија. Исто така од 20 до 30 години ја има многу. На едно место прочитав дека ако е диастолниот притисок над 95 години, кај лица до 35 години, животниот век им се намалува за 4,4 години. Ако е тоа диастолниот притисок над 105 мм живин столб, тога се намалува околу 9 години животниот век. Ако е веќе над 120 мм живин столб, тогаш се намалува и 13 години животниот век. Со тоа така да голем број исто така инфарктите се исто позачестени сега ги има кај млади лица. Дали начинот на живот, стресниот живот или од сите оние фактори кои што ги наведовте во првиот дел од емисијата. Или исхраната се си носи своја. Така. Помала физичка. Тие што имаат, извинете што ве прекинувам, дали тие што имаат понизок притисок, е точна таа теорија дека подолго живеат? Природно понизок притисок, нели секој природно има? У принцип не е ни низок да се има и низок притисок, пошто во диастолата не може крвните садови да се на срцето не може да се наполнат за да има срцето да функционира. Така да ни низок ни висок притисок не знам. Златна средина. Во последно време параметрите за хипертензија се наидеална е 120 со 79 мм живин столб. Така да се во тие гранки е во ред. Добро. Одиме сега со фотографиите. Може ли да започнеме со фотографиите на Елена? Не знае што има, но се обидовме да бидеме ќе изненадиме под повеќе периоди од незиниот живот. Мислам дека кучето го имаме тука. Са не знам дали ова се гашното или од порано, ќе видиме. Да. Намерно започнувам со оваа фотографија. Да, ова беше еден преубав концерт. За Тоше во чест на Тоше Проевски во Крушево, нели како што гледате ова е спомен куќата. Со години некако секоја година има, да речам, организирано тој тип на концерти во негова чест и со години не одбивав таков концерт. Дали е помал или поголем, не ги одбивав, меѓутоа не успеавме некако да му го продолжиме делото. Не успеавме. Јас мислам дека не се пушта доволно на радиостаниците, не е премногу. Така. Мислам дека не е доволно застапен, без разлика што се тие постари песни. Многу ми е жал заради тоа, меѓутоа за тоа се тука тие концерти, затоа се тука и нашите концерти, нели ние како колеги. Да така. Секој концерт скоро. Јас не сум пропуштила концерт кој што е барем 90 минутен концерт, збориме каде што има простор и време да се отпеат повеќе песни. Значи барем 2 песни во мојот репертоар од како е починат до сега, јас не сум изоставила да не отпеам. Мислам многу ретко да скратам репертоар нешто кога мора. Така. Ова е Бубамара. Ова е Бубамара, не знам точно која година. Ова е пејачка на годината, мислам или 2006 заради Евровизија или 2007. Така. Да. Одиме понатаму. Еве го. Така, новото куче. Ова кутре се вика Лав, бидејќи прв пат кога како лавче изгледа, меѓутоа роден е на 23 август на граница помеѓу Лав и Девица. Меѓутоа најмногу го крстив Лав поради зборчето на англиски love. Заради тоа што му одговара на темпераментот, премногу е љубовно кутренце и кога прв пат го видов, само искоментирав, леле, чиста љубов. Значи, не можев една недела да се смирам додека не го земав и додека не го додека не го земав кај мене, така што love се вика, да. Љубов невидена, значи тоа е тоа. И ова е љубов невидена. Безусловно, сестра ми, Драгица и внука ми Делфина. Тука сме на роденденот на гледате има една тортичка напред. Ова е во Грција. Така, за роденденот на неколку тена бевме поедени за Делфи да го прославиме. Ама ова е пред неколку години, мислам дека 2 години. И многу сум среќна што влијам врз нејзиното воспитување, иако ми е нели нормално внука.
не сум ја родила, меѓутоа стално велам дека исто како да сум ја родила, истиот темперамент го има, целата е метната на тетка. Цела е на тета. Да, буквално пее, игра, танцува, значи не знаете колку е талентирана за се, инаку латино танци посетува и морам да признам дека сум среќна како се развива во каква детенце. Многу е културна, воспитана, многу. Значи претерано многу сум горда на неа. Поздрав до неа и до сестра ти ако не следат. Еве туку уште еден роден ден. Ево е роден Нека ден во забава. карантин. При тоа тука постев, меѓу првите мои постења, ова е пред, значи карантин 2020 би требало да било. Да, короната, 20 така. сигурно или 21, мислам 21 дека е. И оваа торта е постна, една од најбавите постни торти што сум ги пробала, така го памтам. Меѓутоа ова беше кај една моја другарка Ивана, која што ми е всушност последниве 15 години најдобра другарка, најблиска и кај неизе го правевме ова изненадување роден ден, неколку другарки бевме, нели карантин не се дозволуваше големи роден дени. Така што многу сум среќна што ете моите другарки се уште како мали деца се изненадуваме за роден дените. Баш убаво, така и треба. Некако така убав момент ни е тоа и го користиме тој ден за тоа. Да, Милица Павловиќ, многу ретко кој би ме споил мене со овој тип на музика, нели знаете колку сум целосно во поп музиката и забавната мелодија. Одлично изгледавте на сцена и убаво звучевте. Да, со тоа што со задоволство ја прифатив таа понуда да бидам дел од концертот, тука исто бев изненадување. Не очекуваше никој и морам да признам дека се изненадив колку добра и коректна личност е Милица, не очекував, не ја знаев претходно пред овој настан. Ја пеевме ни на Најна и многу сум среќна како изреагира публиката. Значи, публиката изреагира дека сум спремна за концерт, само тоа. Потом ќе зборуваме друг пат. Чекаме. Ова е мојата мајка Десанка. Таа халина, односно тој фустан што го носам на сликата. Подамнеш на слика, да, животно. Ми го соши таа. Да, ја пеев. Да. Моја омилена е доживотно. Доживотно најголема поддршка која што сум имала, тоа е мојата мајка. Од првите денови, од 16 години па до ден денешен, буквално ангел чувар. Значи, ангел чувар, татко ми е на небото, ангелот чувар, мајка ми е на земјата. И дај Боже Господ да ја поживее, да ми чува внуци, пошто како што може таа да воспита дете, никој на светов не може. Буквално не извела на добар пат и ми создал и на мене, на сестра ми, страв кон пороци, страв кон се. Буквално до ден денеска имаме страв кон тие работи. Доскоро ни кафе не пиевме, што се вика до пред пар години, сега веќе пиеме. Може кафе сега. Може, барем тоа не е проблем. Така што многу сум среќна што имам Морав оваа слика, си ја заборавила сигурно, ама бидејќи сме три водителки што ги има тука на Канал 5, морав само една пејачка, гледаш ли како? Вера Мештеровиќ. десно, јас сум лево, Маријана до мене, Елена тука бевме на профеми на меѓу првите години. Јас бев модератор, вие бевте гостинки, имавме многу убава. Бога ми навистина убаво. Многу одамна, значи Верче не можев ни јас да ја препознам, што се вели има сигурно 10 години. Па сигурно така има 10 години, да, меѓутоа ми едно од најбавите искуства кога зборуваме на теми, тоа е стварно благослов нашата професија да можеме да зборуваме на теми каде што ќе влијаеме на овие генерации сегашни, на помладите, меѓутоа знаете како, не се сметам себе за инфлуенсер, иако го имам влијанието и јас, меѓутоа и сите ние. Ти си имаш професија, но со професијата влијаеш на одредени групи на луѓе, така е. Леле, ова е во Дубај, во амбасадата, да, македонската амбасада во Дубај, со ова прекрасна личност. Сум прочепкала убаво на Facebook, се гледа. Бога ми да. Значи, да не беше таа личност што ја гледате таму, значи, не знам каков ќе беше пречекот, бидејќи не е амбасадор, инаку она се грижеше за амбасадата и буквално она е најзаслужна за амбасадата во Дубај, тоест во Абу Даби конкретно е, меѓутоа, нели, знаете што е најинтересно? Една од најубавите амбасади во која што воопшто сум била, македонска секако зборувам. Се наоѓа таму? Да, се наоѓа токму таму. Навистина е многу реткост, да кажам. Онака мислам, многу интересно чувство е да ви кажам, каде год отидам, макар и приватно да отпатувам, секогаш ми се јавуваат или македонска заедница или обавезно од некоја амбасада да ме поканат да бидам дел од нив и секогаш ги прифаќам тие. Браво, баш многу ми е убаво убаво. тоа дружење.
Сега ќе се течат неки фотографии така од помлади денови, ако со шишки, време плов правиме. Ова е, знаете, од каде? Ова е од плоштад Македонија, каде што имавме независност, мислам 20 години независност. Прославивме баш така огромна прослава имаше на плоштадот. Дека тогаш кога беше 20 годишна независност на нашата држава. Колеги, вртете ги фотографиите, Елена ќе се зборува, да. За сите стилови шишки, без шишки да се го поздравиме Даниел Николовски. Даниел Николовски секако. Од таму и јас и ти се знаеме, значи Даниел Николовски веќе 15 скоро и 20 години се грижи за шминката и фризурата моја. Поздрав, Даниел. Иако морам да признам, ќе те бараме со кучето заедно. Само да кажам, не ме нашминка сега да не се сватиме погрешно. Сама се шминкав. Многу да знаете научил. Така е секако, затоа што беше премногу рано, не сакав да го малтретирам и него. Еве, уште мојата внука тука добива диплома. Да, инаку претходната фотка не кажав, таа е од Црна Гора кога бе во жири за Евровизија, да се надоврзам на Евровизија. А инаку мојата внука одека освои, не знам кое место пишува сигурно таму. Се не е прво секако, меѓутоа целата група освои прво место. Мислам дека е тоа. Да, целата група латино танци. Браво. Да, секогаш поддршка огромна, да, од тета, меѓутоа сите сме си на друга поддршка. Еве, и тука имаме со една статуетка. Ова е статуетка, дама на годината во Србија. Многу чудно и интересно. Секогаш поголеми почести и признанија надвор од државата, него во државата, еве да речеме на Златна Буамара, од таа слика, зашто не прокоментирав ништо, од таа фотографија што ја пуштивте, па до ден денешен јас не сум била, да речем, поканета на Златна Буамара, да, сум имала успешни песни, сум имала успешни проекти и така натака. Меѓутоа, секогаш се навикнавме веќе да бидеме... Поздрав до Ранко и ние одамна не сме добиле награда, особено нашиот емисија за 20 години емисија кога ќе правиме. Не дека ние живееме за наградите, меѓутоа многу е неубаво чувството кога во собствената држава нема да добиеш некое такво признание, ќе добиеш во некоја сосема друга, и во Турска не сте виделе таа фотографија. Тоа беше стварно знам за тоа се пишуваше во Турција. Да, во Турција, Румели се вика фестивалот, неверојатно многу престижен и така натака, меѓутоа во Македонија. Елена, најубавото признание е публиката. Те сака и никогаш не те заборава, така да... Тука е најака страна, македонската публика е незаменлива. Ќе ги погледнеме сега на докторот фотографиите, тој ни испрати помалку. Ќе го видиме како бил како помлад, да. Имаме 4 или 5 фотографии. А доктор е добра архива. Ова се тие слики за лична карта порано. И се лепе. Ова ми е трета година средна гимназија кога бевме, се сликавме тогаш за во книшките. Аха, така. Не носија на екскурзија овако у Италија, пошто тогаш немавме, никој од нас немавме пасоши и не пуштија со ученички книшки да одиме у Италија. Ние бевме прва мислам и последна генерација од Корчагин што не однесоа до Венеција и назад после тоа, после нас никој не отида. Да видиме другата. Ова е табло, мора да е табло. Ова е абсолвент кој. Абсолвент. На медицина. Таму негде дека 79 година. Ова е баш времеплов си направивме. Ова е негде на почетокот од 80-тите години. Сега следната треба да е од вашето работно место. Ова е од работно место, сега пред 3-4 дена ординацијата кај што работам у Невромедик. Најнова, таа за фотографија. Да, и уште една, јас ја најдов со вашето куче на Facebook, еве го кучето, бидејќи зборуваме за животните денеска. Ни се поводи. Стафорд е, 11 години старија, Барон се вика, седи дома со нас. Пошто двете ќерки ми се мажени, единствено жената, они и јас сме дома. Детенце и тој во фамилијата. Нема шо. Ви благодариме на вас за фотографиите. Да видиме, ни Војслав имаше многу фотографии. Морав неколку да одберам. Па така. Бидејќи беа навистина многу, ама многу ве убави сите. Ова е супер фотографија. Ова е еден проект што го работевме пред 7-8 години. Ова е битолско куче. И гледате, има так на вратот. Ги следевме со GPS да видиме дали мигрираат од едно на друго место. Ги следевме по еден месец. Горе-долу, тоа беше наистина добра активност, од која што произлезе стратегија за решање на проблемот во повеќе градови, конкретниот случај за Битола и Прилепе. Што го споменавме и претходно, но од самиот проект произлега и проекти за прифатилишта за конкретниот капацитет или проблем кој што треба да биде решен.
За жал, општините не најдоа средства да ги изградат тие, освен општина Битола што го изгради во определена форма која што е правилна според мене во насока кај што бевме, другите општини не успеа да го дореализираат до крај. Овој повторно со активисти од Битола во тој временски период, битолски куќиња на улица, додека правиме мониторинг. Под мониторинг се подразбира да се следи популацијата на куќиња, се знае колку број ги има на локација, колку од нив се стерилизирани, колку се третирани, во каква здравствена состојба се, колку се машки, колку се женски, која година биле третирани и така натаму. И сите тие податоци понатаму ги преработуваме за да знаеме во иднина со каков интензитет треба да се решава проблемот. Така. Да. Ова е кај мене во ветеринарната амбуланта. Еден од клиентите предпоставувам. Ама сакаат сите да се сликаат куќињава, гледам. Да, се позираат, да. Можам да забележам. Да. Ова е со тимот во ветеринарната амбуланта. Ова се мали булдогчиња, многу е ретко да се извадат волку голем број на булдогчиња на француски булдози, со царски рез е направена интервенцијата и навистина успеавме да ги спасиме сите и да бидат сите живи. Обично овие примероци се раѓаат 1 до 2. Ама ете гледате колку успеавме да и се беше во ред со секој едно од нив. Баш е ова интересен успех. Што е ова? Буф. Да, ова имавме многу интересна приказна со него, имаме доста спомени со него. Успеавме да го спасат луѓе кај технолошките факултети тука во Скопје, таму имаме цела популација на бувчиња. Па беше нападнат од мачка, ние го земавме, го третиравме, буквално месец дена на рака го граневме и така натаму. И успеавме со нив да го вратиме на локација. Но за жал после неколку дена дознавме дека си отиде бувчето. Повторно од истата причина од која што ние го земавме, ама се пробавме се што треба да направиме. Важно е, не сакавме да го оставиме во заробеништво, сакавме да го вратиме кога е потполно здрав, он беше здрав, веќе почна да лета и така натаму, да го вратиме во неговата оригинална средина, што мислам дека и правилно да се направи со диви животни. Ова е повторно дел од ветеринарната амбуланта во која што работам, тимот кој што низ годините, да речеме, функционира во самата амбуланта. Да. Супер. Ова е дел од страста со велосипедите. Ова е Мариово. Ете, еден голем поздрав до сите луѓе кои што сме ги возеле Мариово многу години поред. Едниот од нив е и организаторот на Мариово, за жал веќе не е со нас и ете еден финален поздрав до него, уште еднаш да го поздравиме. Така. Да. Ова е кеш. Нели, како што Елена кажа дека си го крстила куќето по зборот, јас си го крстив по пејачот Џони Кеш, и ако луѓето кога ќе му кажеме кеш, нели, одма и да други Андријана Кеш од околината ги символизираше за жал. Кеш трчаше 4 скопски маратони поред со нас. И беше буквално многу препознаено куче, како што е вака на маратони, исто така беше многу препознаен и со велосипедите кога возевме, пошто цело време не дружиш и ден денеска кога ќе се препознаеме негде по планините, се ти прашуваат каде е Кеш. Кеш има наследничка, се вика Леа, и она не е толку експлозивна како него, може да не прати на пешачење, на трчање не е толку многу. Кеш трчаше по 50 нешто километри на ден буквално по точаците, да. Ова е во Јапонија, имав среќа да речеме да бидам таму пратен на една едукација од 3 месеци во однос на безбедносна храна, што тоа ми е и специјализација. Отидовме ова во Хирошима, после Хирошима е делта, има голем број на острови, еден од островите е буквално како еден резерват или туристички центар, каде што како што ние имаме куќиња тука по улиците, кај нив така шетаат срни. Буквално срните се цело време со муцките во џебови за да ти земат храна, ти се умилкуваат и така натаму. Беше баш интересно искуство да видиме и ова навистина би можело да функционира во некои од нашите, да речеме, поизолирани места, да можеме да ги припитомиме и на ваков начин да ја привлечеме и внимание и туристи, затоа што ова навистина туристичка атракција и во Јапонија не само на ова, на повеќе места има ваков тип на комуникација со дивите животни, почесто со ваков тип на срни, еленчиња и така натаму. Ова е со кирками. Да, ова е првото неизино спасено куче. Какво е? Да, се вика Борко. Го најдовме, да, зашто е борец. Зашто е борец, да, и иначе идејата на Лајка, да речеме, зашто јас не сум многу приврзаник на тоа име Лајка за јавното предпријатие, што ние луѓето сме го жртвувале кучето за некакви други цели.
идејата ми беше кога ќе направиме определен успех да се префрли во Борко, затоа што реално секој едно куќе е борец на улица, реално. А Борко има среќни вдомувачи, си живее како што треба и ова е нејзино прво спасено куќе. Ќе го памти цел живот, сигурно. Обично така е првото куќе Ова се охридски куќиња, блиску до плажа. Исто и тамо следевме улична популација на куќиња и се тагирани како што гледате да видиме дали мигрираат. Они си мигрира од, да речеме, хотелски оддел од една плажа на друга. До центарот, знаат да отидат до горе до тврдина, ама генерално тој им беше кругот, не одеа многу далеко. Да. Колку се љубовни гледа. Да. И па кога им пристапиш со љубов, со добар однос, со нормален глас и така натаму, они веднаш го прифаќаат тој момент и комуницираат со тебе. Ова е со колеги на Европскиот ветеринарен конгрес. Секоја година гледаме да одиме, нашата ветеринарна амбуланта задолжително ги посетува во полн состав. И ова се колеги од Македонија кои што заеднички го посетивме, затоа што ветеринарна медицина, како што сигурно и докторот ќе каже дека и хуманата медицина, ние растеме секој ден и секој ден мораме да се надополнуваме. Ако не се надополнуваме, буквално не можеме да ја пружиме услугата која што реално треба да се пружи на клиентите. И од кај нас ветеринарите, клиентите бараат да бидеме се. Од интернисти, од кардиолози и така натаму. Да. Имаме една болест, по принцип се вика олтајмерство. Да, имаме повеќе олтајмери, имаме и буба, имаме и застава 750 Фичо, кој што се во оригинална состојба. Овој мотор е бивши полицајски мотор, исто во оригинална состојба, оригинална боја и така натаму. Имаме еден Томас автоматик кој што е буквално со 2000 км на него, се оригинално од 80 некоја година му се гумите уште на него. И така што собирам, ова е така едно хоби кое што за жал немам толку време да ги возам колку што имам желба, но една љубов која што или енергијата ја насочувам и во оваа насока. Супер, имам уште максимум 2 минути до самиот крај. Само сакам Елена да прашам дали подготвуваме нешто ново. Ќе имаме ли нова песна, нов видеозапис, што да очекува публиката? Кога малку ќе ми подзапрат алергиите кои во моментов ме мачат, влегувам во студио, доснимувам песната наречена Скршено срце заедно со Александар Масевски и тоа ќе биде мојот следен проект секако. Скршено срце, значи докторот може ли тука некако да го вметнеме со совети? Да. Така се погоди, некако непланирано. Да, така. Супер. Па не, ама и некако интересно е, тотално сме неповрзани како гости, а сме поврзани. Да. Затоа што сега ќе кажам, мислам, преку љубовта за животните ни е заедничка со Војслав, меѓутоа со докторот имам нешто сосема друго. Мојот последен проблем здравствен, кој што ми е исто голем проблем покрај алергии, што ги спомнав, ми е тој интернистички проблем со цревата и така натака, така што после емисија. Значи дефинитивно ќе се смените бројчиња. Супер, така е. Значи чекаме нова песна, кога ќе има, секако ќе ја промовираме и тука кај нас во емисија, ќе ни дојдете пак, Елена и ти, Војслав, доктор Жарко исто и вие. Се надевам дека ви беше пријатно. Одлично. Со мене и со Александра. И дека ќе ни дојдете пак. Ние се надеваме, благодариме на поканата. Благодариме на поканата и наистина имавме многу убава комуникација со колегите денеска. Тоа е идејата да се поврзаме. Елена не поврзува со песна, докторот не поврзува со она што на сите ни треба, а кај вас Војслав се обраќаме за проблемите со другите пациенти кои ги имаме. Така е.